почитуван министр за земјоделство, шумарство и водно стопанство, господин Цветан Трифуновски, почитуван амбасадор на Република Словенија, господин Григор Прескер, почитувани представници од Пчеларската федерација, почитувани гости, пчелари, драги собраѓани. Како градоначелник на општина Гевгелија и домакин на денешната прекрасна манифестација, чест ми е да ве поздравам по повод Светскиот ден на пчелата. Овој настан ја потврдува важноста и значењето на пчеларството и зачувувањето на природата и животната средина. Денес одаваме почит на пчеларите, луѓето кои со својот труд, со своето знаење и својата посветеност ја продолжуваат оваа благородна традиција. Нека овој ден биде уште посилен потик да ја подигнеме свеста за значењето на пчелата и кај најмладите. На крајот, сакам да изразам благодарност на амбасадата на Република Словенија за иницијативата за овој настан и верувам дека во наредниот период ќе реализираме заеднички проекти. Ви благодарам и ве посакувам убав и пријатен ден во нашата Гевгелија. Го повикувам амбасадорот на Република Словенија во Македонија, господинот Грегор Прескер, да ни се обрати. Повелете. Добар ден на сите. На мене навистина е голема чест дека денеска можеме да бидеме тука со вас во преубава Гевгелија. Не е прв пат, али секогаш е нешто посебно. Почитуван министер за земјоделство, шумарство и стопанство, господин Трифуновски, почитуван градоначелник на Гевгелија, господин Сарамандов, почитувани претседници на Пчеларската федерација на Македонија и Јадра Македонија, почитувани ученици и учители, дами и господа. Во име на амбасадата на Република Словенија во Скопје, дозволите ми најискрено да ви се заблагодарам за вашето присуство и можноста да заедно да подготвиме Светскиот ден на пчелата. Ден што носи силна порака за животот, природата и нашата заедничка одговорност кон идните генерации. Ова година, на 20 мај, по 9-ти пат, во светот се обележува Светскиот ден на пчелата. Иницијатива покрената од Република Словенија и проглашена на Обединетите нации во 2017 година. За Словенија, ова представува едно од најзначните дипломатски постигнувања, допринесе потврда дека заштита на природата и биодиверзитетот се универзални вредности кои ги определуваат народите. Прогласувањето на овој ден, Словенија испрати јасна порака и важна порака, пчелите не се само дел од нашата традиција и култура, туку и незаменлив дел од обстанокот на животот на земјата. Пчелите и другите опушувачи имат клучно значење за глобалната безбедност на храната. Се смета дека секоја трета залка храна која конзумираме зависи токму од нив. Без нив тешко би можеле да уживаме во богатството на нашите трпези, во разнобојните продукти ливања, врската помеѓу човекот и пчелата постои јатици години, дека ни се историја. Стојата пчелите е символ на труд, хармонија, мудрост и заедништво. Токму поради тоа пчелата представува важен символ и вистински партнер во остварувањето на целите на одржлив развој на глобално ниво. Значи, овој ден не е важно да се посетуваме само еден ден во година. Потребни се контролирани активности, едукација и партнерство, која заштита. Посебно ме радува што овој година по Светскиот ден на пчелата го обележуваме во Гевгелија, во партнерство со општината, Пчеларската федерација и Јадра. Заедно учениците и наставниците од основните училишта и градинки. Во оваа насока треба да кажам дека имаме еден квиз, прекрасен едукативен квиз,
и онлайн квиз во светот на пчелите, достапен на нашите социјални мрежи од нашата амбасада, се успеваме во овие теми да ги приближиме на младите. Со големо задоволство можем да истакнам дека интересот е навистина импресивен и би сакал да поканим сите ученици да посетуваат нашите социјални мрежи, да исполнат квиз, пошто на победници ги чекаат една убава награда. Драги ученици, вие сте генерацијата која може да направи вистинска промена. Со секој засадено цвеќе или недосно растение, со секоја грижа за природата и со секоја нова научена лекција за пчелите, вие придонесувате кон подобар и позитив. На крајот дозволите ми да се изразам искрена благодарност на Силата Георгија, до Федералската федерација, Агра Македонија, сите партнери, организатори и учесници и поддржувачи на овој прекрасен празник. Нека светскиот ден на пчелата биде потсетник дека защитата на пчелите не е само економско прашање, тоа е прашање за нашата еднина, здравје и одговорност кон планетата. Благодарам и нека живее светскиот ден на пчелата. Благодарам. Го повикувам министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство, господин Цветан Трифуновски, да ни се обрати. Почитуван амбасадор на Република Словенија господин Прескер, почитуван градачалник господин Сарамандов, почитуван председател на Пчеларската федерација на Македонија господин Илков, почитувани присутни дами и господа. Дозволете ми на почетокот да го честитам меѓународниот ден на пчелата. Пчелите како мали по големина, меѓутоа многу важна улога играат во нашиот екосистем. Тие се типи герои на нашиот екосистем и со нивната неуморна работа, тие не само што се познаваат мед, тие овозможуваат живот. Пчеларството во Македонија не е само една од земјоделските грањи. Тоа е традиција, символ на хармонија помеѓу човекот и природата, на здравиот начин на живот. Во Македонија има околу 6000 пчелари кои што се грижат за над 300.000 пчелни семејства. Овдека во југоисточниот дел, повеќе од 500 видувалишти и над 22.000 пчелни семејства сведочат на посветеноста и љубовта кон оваа благородна дејност. Само во општина Гевгелија се регистрирани над 70 одгледувалишта со 4500 пчелни семејства. Како Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство остануваме посветени на развојот на пчеларството преку финансиската поддршка, едукацијата и воведување на современи практики. За таа цел, минатата година ја објавивме еден од процесите за инвестиции во опрема во пчеларскиот сектор. Но пред нас стои сериозни предизвици. Климатските промени, неконтролираната употреба на пестициди, уништувањето на природните живеалишта на пчелите се закана кои што не смееме да ги игнорираме. Заштитата на пчелите значи заштита на природата, а со тоа и заштита на нашата природа. Почитувани, токму во таа насока сакам да споменам и кампањата Македонско најдобро, со која што ги поттикнуваме сите граѓани да изберат домашни земјоделски производи и преработки. Со секој купен домашен производ, меѓу кои медот и пчелните производи, директно се поддржуваат македонските пчелари, нивниот труд и домашната економија. Домашниот мед не е само храна, тој е концентрат на природа. Резултатни лјадници летови и лјадници цветови на посветеност и трпението на пчеларите кои што мукатрпно работат. Тоа е чиста енергија, здравје и традиција во една капа. На крајот сакам да упатам една порака до пчеларите. Вашата работа е повеќе од професија. Вие сте чувари на природата и нормално равнотежата во природата. Со секоја кошница, со секое пчелно семејство, вие придонесувате за еднината на сите нас. Овој ден биде потик за грижата на пчелите, да е грижа за еднината која што треба да работиме. Само заедно со заеднички сили можеме да изградиме одржливо, конкурентно земјоделско производство меѓу кои пчеларскиот сектор. Ви благодарам и уште еднашка нека е за новогодини и родниот ден на пчелар. Благодарам. Го повикувам председателот на Пчеларската федерација на Македонија, господин Игор Илков, да ни се обрати. Повели.
амбасадор на Република Словенија господин Грегор Прескер, почитуван министер за земјоделие господин Цветан Трифуновски, почитуван градоначалник на општина Гевгелија господин Манас Арман, почитуван членови на Советот за општина Гевгелија, почитувани колеги пчелари и почитувани гости. Денес, овде во Гевгелија, го славиме Светскиот ден на пчелата, кој се обележува на роденденот на Антон Јаншев, основоположник на современото словенечко пчеларство. Овој значен датум произлегува како иницијатива на Сдруженијето на пчелари на Словенија, а во 2017 година официјално е признат од Обединетите нации, со што представува глобален повик за подигнување на свеста за значењето на пчелите и другите опрашувачи. Прославата на Светскиот ден на пчелата ја одржуваме денес во градот Гевгелија во организација на Пчеларската федерација на Македонија, општина Гевгелија, Атра Македонија и Словенската амбасада во Република Македонија. Гевгелија го избравме како град за одржување на прославата, зашто Гевгелија е значаен град за пчеларство. Во Гевгелија е детерминирана најчиста генетска линија на нашата автохтона медоносна пчела Apis mellifera macedonica. Во Гевгелија е регистрирано првото пчеларско здружение кое што датира од далечната 1950 година, Сдруженијето на пчелари Гевгелија. Во Гевгелија е регистрирано Македонското здружение за заштита на автохтоната македонска медоносна пчела со краток назив МАКБИ. Во Гевгелија е регистрирано и здружението Апитоксин, кое што се занимава со апитерапија и апитуризам. Исто така, во Гевгелија е регистрирана и Пчеларската федерација на Македонија, која што е чадорна организација на сите пчеларски здруженија во Македонија. А во Гевгелија во тек е регистрација и на првиот репроцентар за пчелни матици од подвидот Apis mellifera macedonica. Затоа ја избравме Гевгелија за организација на Светскиот ден на пчелата, а со тоа ја ставаме Гевгелија на светската карта на пчеларството. Благодарам.